Поради пандемијата од COVID-19, поголем дел од планираните активности не успеа да ги реализираат членовите на Сдруженијето на пензионери од Кочани. Организирани се само активности кои се дозволени од страна на Министерството за здравство. Председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов истакна дека сите членови пензионери строго ги почитуваат протоколите и мерките за заштита, односно сите се вакцинирани, а при посета на пензионерските клубови задолжително носат заштитна опрема. Замолни са присо да обавезно да немаме пензионер што не е примал втора вакцина. Ние во во идната година 2022 ќе направиме напори и организација, тоа ќе ни биде како еден добар активен дел во работењето. Апелирање со предавање од страна на лекари, на медицинари, да можеме луѓето да ги што повеќе убедеме во примањето и на третата вакцина. И пензионерските клубови се дава. Беше меѓувремено забраната да на една маса има само 2 столици, а не 4. Беше вратено 4, сега пред 10-15 дена имаме писма, препоруки да тие мерки за работа на клубовето, средство за дезинфекција обовезно, употребата на аставите, да бидат највеќе со 2 столици. Расстојањето од столица до столица или маса до маса да биде 1,5 2 у клубот. За наредната година во месец февруари е закажано и годишно собрание на кое ќе се даде извештај за сработеното во 2021 и план за работа за 2022 година. Одма после нова година, тие пописи обично се вршат, ние одма преку комисиите прво и извршниот одбор ќе го припремат комплетно програма за работа во 2022, за да може при крајот на февруар да се има годишно редовно собрание, да се поднесе извештај за работата во 2021 и да се даде програма за работа во 2022. Поради строгите протоколи и мерки за заштита, и оваа година нема да се организира новогодишниот концерт на пензионерите.